Во овој момент за вас пари во буџетот нема. Ова бил одговорот на представникот на општествениот капитал на Прилепски Еврокомпозит, Тања Чачорова. Тврдат поранешните вработени во оваа државна компанија, кои со неа контактирале пред околу една недела. Инаку лани во октомври владата донесе закон со кој се обврза дека ќе ги исплати неисплатените придоноси за вработените од 2012 година па се до крајот на 2019. Иако законот излезе и во службен весник, до денес и по една година на сметката на фондот за ПИОМ пари не се легнати. Еврокомпозитовци се крајно револтирани и велат дека власта си поигрувала со нив. Немаме на кого да му се обратиме, привидејќи новата влада се уште, знаете дека брзо се формира. Сем на таа што е представничката за општествениот капитал, што е наименува на местото на Софија. Значи, со незе се контакт, друг телефон немаме ние. Пред некој ден се слушнавме со незе, ни кажа дека се прави нова проценка на фирмата и дека пари за тие придонеси што ги изгласа собранието и беше излезен во службен весник пред една година. Во овој момент, значи во буџетот пари нема такви да не се надеват. А се прави нова проценка. Значи децидно ви ги пренесов зборови. Се прави нова проценка, тоа е купување на време, по моје. Околу 150 пензионери од оваа компанија и 150 поранешни вработени кои што заминаа како технолошки вишок, испратили и писмо и до премиерот на Македонија. Но и оттаму нема засега никаков одговор што точно ќе се случува со исплатата на придонесите. Еве, може да видите, почитувани, благодариме за честитките и честитки му пративме. Воедно споделуваме надеж дека низ диалог се можни решенија на проблем во таа насока. Вашето барање ќе биде разгледано и ќе бидете известени. Ете, тој одговор и можете да видите дали има нешто во ова што би поверувале ние. Инаку во катастрофална состојба се наоѓаат и 50-тината вработени кои што останаа да работат во Еврокомпозит. Фабриката веќе 9 месеци е затворена и тие 9 месеци немаат земено плата, а немаат добиено ниту денар друга државна помош. Никој воопшто не им кажува што ќе се случува со компанијата понатаму. Затоа од среда најавуваат нови протести. Од декември 2019 година до ден денес немаме земено ниту еден денар. Немаме никаква помош од владата, иако најавуваше пакет мерки. Никаков ваучер до сега ние немаме земено, а имаме сознание и овој четврт пакет на мерки дека повторно нема да бидеме ние обземени. И затоа сме приморани да му се приклучиме и ние на вработениот технолошки вишок и да почнеме да протестираме. Значи, толку се изреволтирани луѓе што немаме друг излез. Ни се закануваат со ако не држиме растојание дека по 2000 евра казни дека ќе ни пишуваат, ама ние сме казнети веќе Од Господ. преказнети. Значи, што сакаат нека ни прават, ние излегуваме и протестираме. Телефонски контактиравме и со представникот на општествениот капитал на Прилепски Еврокомпозит, Тања Чачорова, која што демантира дека им рекла на поранешните вработени дека за нив нема пари. Но и таа нема конкретен одговор што ќе се случува со оваа државна компанија. Не се знае точно кога ќе се исплатат заостанатите придонеси, ниту пак кога ќе има пари за заостанатите плати. Се правила нова проценка на фирмата, а потоа владата ќе одлучувала што понатаму. Но за сега за ништо нема датум ниту рок. Според Чачорова, законот до сега не можел да се спроведе поради предизборниот период и ситуацијата со COVID-19.